Добро вечер. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение и уште поважно во добро здравје. А ако сте расположени следниот половина час да го поминете во пријатно друштво, тогаш сте на вистинско место. Затоа што следува уште едно издание на емисијата Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија, во која денес мој, а и ваш гостин е човекот кој што долги години, поточно децении, е дел од нашата фолк и јавна сцена. Покрај убавиот глас, она што го краси и му помага да обстои сите овие години на сцената е неговата пријатна енергија, скромност и спонтаност, срдечност која публиката ја препознава и ја сака. А освен тоа, она што е препознатливо за него е несекојдневно младешкиот изглед, што е директно поврзан не само со одличната генетика, туку и со неговиот ведар карактер. Денес гостин во Фактор среќа, мојот драг колега, пријател и соработник Благоја Баже Груевски. Добро вечер и добре ни дојде во Фактор среќа. Можев да си наслушам долга на убава најава. Ти благодарам, Ирена. Поздрав до сите гледачи во ова убава, како за кого, студена јануарска вечер. Така е, зачекоривме еве веќе во новата 2026 година. Оставивме не само една цела година позади нас, туку ги оставивме и тие новогодишни празници, кои што знам дека за тебе и за твоите колеги се период кога многу се работи и кога е интензивна. Период на многу работа и многу настинки се гледа од приложеното. Но ете, работно, празнично, и ние сме дел од таа празнична машинерија. Тоа ни е работа. Така. И драго ми е што е така. Ти новата година ја причека на чист воздух, на плоштадот во Крушево. И тие денови после празниците исто имаше доста ангажмани. Се надевам дека еве во тек на јануари малце и ќе најдеш време да одмориш. Доста е патувања, треба одмор на вистина. Да се одморам и од авиони и од летање. И оптимистички со нова позитивна енергија, со нови сили да започнеме една нова приказна. Мислам дека ова 2026 би требало да биде добра за сите. Им го посакувам тоа на сите, како и на себе. И тоа е тоа, иако прогнозите не се баш сјајни во светски рамки, меѓутоа јас сум секогаш оптимист и сум среќен за секој ден што го имаме. Баже, што најмногу ќе паметиш од изминатата 2025, односно кои беа тие најсрекни моменти што ја одбележаа за тебе ова измината година? Па јас генерално среќата си ја брзам за фамилиарниот живот и за професионалната моја работа, но не е само тоа, нормално има и убави моменти, дружење со луѓе. Мене ми е секој ден за паметење, иако јас доста заборавам. Кога ќе ме прашат се што било најинтересно, имало многу интересни моменти. Имаше фестивали, имаше нови песни, многу дружење, ангажмани. Може би не е толку како порано ангажмани во таа година, но сепак доволно за еден доволно да се биде задоволен. Да, и доволно за една исполнета, продуктивна, успешна година и многу патување имаше минатата година. Знам често пати кога ќе се обидев да те контактирам, дали да се дружиме, дали нешто да сработиме, се јавуваше од аеродроми, патуваше во неколку земји. Обично во годината повеќе сум во Македонија, но ова изминатата година бев повеќе во странство. Најчесто Германија и Турција. Значи, нашинците таму ја сакаат нашата македонска песна. Особено од Турција е тоа нешто не секојдневно, неповторливо доживување. Баже, кажав на почетокот и тоа е една реалност што е воочлива и сите ја забележуваат, а тоа е твојот младешки изглед и младешката енергија што те краси. Јас паметам кога бев си уште дете, кога имав само 18 години и кога почна во македонска или 18 кога бев во македонската телевизија, го паметам твојот татко Мате Груевски, дека беше многу младолик човек и за среќа ти го имаш наследено од него тој. Па најверојатно и од мајка ми и од татко ми, да.
А имаш ли Кои се посебен... жал, не се живи веќе. Но и не само тоа. Ќе ни го откриеш ли твојот ритуал кој што ти помага да останеш вака младолик? Еве нешто интересно за гледачите. Ти беше дел неколку години од водителскиот тим на емисијата Везилка, тука на телевизија Алфа, заедно со мене и со Адријана. И од сите нас на таа вкусна храна што таму се изложува во секоја емисија, ти беше најумерен. Ја и Адријана повеќе сакавме да си пробаме малку од ова, малку од она. Ти ќе пробаш едно до 2 јадења и толку. Јас генерално по природа не сум некој голем јадач. Јас сакам да каснам нешто добро, меѓутоа количински не јадам многу. Мислам дека е тоа добро. И тоа се однесува не само на јадење, туку и на пиење. За алкохол збориме. Така да, значи умереност. Значи умерено. И не секојдневно. Јас читав негде дека наводно, дали е вистина, не знам, порано луѓето јаделе еднаш во денот, денеска, и после пауза правеле 2 дена. Затоа живееле порано по 900 години. А сега ние не мора да живееме 900 години. Барем 100. Доволно е 100. Барем 100, да. Јас во принцип јадам еднаш во денот, еден оброк. Он е прописен оброк. Со салата и ракија, нели, и некакво јадење, манџа. Само еднаш. Значи, мислам дека е доволно. Тоа е еден значаен фактор меѓу другото. Па мислам, да. На организмот му треба време да се одмори од храна. Ние го замараме со храна. Тоа 3 пати на ден јадење, ја не можам да го разберам. Едноставно не ми се јаде 3 пати. Или она што викаат по 3 литра вода да пиеш. Кај ќе ти собере таа вода? И верувам дека најдобро е секој индивидуално да си препознава. воспостави некој режим. Да, можеби некој сака 3 литра вода, еве син ми пие 3 литра вода. Јас не можам да испијам 3 литра вода. Значи се е индивидуално, исто е за јадењето. Јас сабајле не јадам, јадам може едно јаболко да изедам. И тоа е тоа. Знаеш ли никогаш нешто сам да си изготвиш? Па најчесто јас си варам 2 јајца сабајле, меко варени јајца, 4 минути вријање, тоа е мојата формула. Тоа е тоа, единствено јадење што готвам, тоа е. Не очекував дека нешто многу околу тоа. Не сум, едноставно не сум по јадењето, можам да не јадам цел ден, не ми е никаков проблем. И не чувствувам глад, а и да чувствувам некако не ми е нешто проблем. Јас и ти се познаваме повеќе од 30 години, практично и твоите и моите телевизиски почетоци датираат од пред 32 години, некаде таа 90-та. Дури водевме една емисија заедно. Така е, првата новогодишна емисија што ја имам јас водено во мојот живот беше со тебе. Ти тогаш веќе беше популарен пејач. Јас бев популарен пејач од тоа време, која година беше тоа? 93-та или 4-та, така. Да, а веќе бев вработен во Македонско радио како новинар. Да, како новинар. Така. И веќе имав некое искуство новинарско, а ти беше млада, нова. Така, но мислам, а ти работеше таму веќе? Да, во редакцијата за народна музика. Камерите те сакаат подеднакво како што те сака публиката кога пееш и кога настапуваш. Значи, освен пеач, ти низ годините се докаже и како новинар, како радиоводител, како телевизиски водител. Што од сите тие работи најмногу те прави среќен? Најмногу ме прави среќен песната, затоа што јас песната ја доживувам како споделување енергија со публиката. Значи, не е само да испееш песната. Тоа е на некое по-високо ниво да дадеш и нешто од себе. Луѓето тоа го очекуваат. Така, Они не очекуваат само да насмевка, пееш. ведра енергија, добрина, една срдечност, кои што се луѓето потребни, сакаат, особено за жив настап. На живите настапи луѓето доаѓаат да нешто да доживеат, нешто повеќе од галама. Нели, музиката е врева. Значи луѓето сакаат нешто повеќе од склопени тонови, ноти. Сакаат нешто енергија некаква. Да, и нешто повеќе од тоа кога те гледаат или гледаат некој друг лик на телевизија, затоа што друго е енергијата се чувствува. И сите ми рекле дека јас сум сосема различен во живо отколку на телевизија. Сите мислат дека сум повисок, некој бабачко крупен човек. Кога ќе ме видат се фрапираат. И така ми рекле дека подобро изгледам
во живо. Во живо. Па добро е да ти вела така. Полошо е обратно, да ти кажат, на телевизија си ни поатрактивен. Да. Јас многу пати ми рекле, изненадени се кои ќе ме видат во живо. Како да не сум јас. Баже, што сметаш дека беше пресудниот фактор среќа во овие изминати 3 и повеќе децении за твојата кариера, бидејќи ете се опроба на неколку полиња и на сите беше одлично прифатен, дали беше песната Туѓино јабано онај фактор што одлучи да се занимаваш со ова што се занимаваш или можеби некои други моменти од животот? Туѓино јабано беше фактор од сегашна гледна точка, дефинитивно фактор на среќа, иако јас тогаш не бев свесен што се случува. Како всушност дојде до тоа да ја снимиш ти Туѓино јабано? Јас бев член на групата Меракли и настапивме на фестивалот Цветници. Меѓутоа јас во групата не пеев. Јас и Ове Кекеновски бевме само музичари. Тој на хармоника и на саксофон. Меѓутоа другите колеги пееа. Меѓутоа на снимањето на песната испадна да они нешто не можат засипнати како јас сега. И ми рекоа ајде ти пробај. И јас пробав и така почна сето тоа. Иако не ми беше баш драго да влезам во студио, ми беше срам, затоа што мислев што ќе ме чека после, треба да излезам на сцена. А јас имав аверзија од тоа да те снима тебе камера, да ме снима камера. Ти беше значи покомотно да бидеш позади микрофонот. Па јас бев во радио. Во радио, во студио, никој не ме познава, не само слушаат некои збори, а не те гледат кој си. И сега требаше да се соочам, знаев дека треба да излезам да ме снимаат камери. И тоа ми беше најтешкиот момент. Арно, ама ете судбината имала поинаков план за тебе и те однесе од другата страна, односно директно на сцена и пред камерите. Непредвидено, неочекувано. И после тоа, јас се откажав од музика фактички. После Туѓино јабано. Уште не знаевме што се случува, јас сакав да си правам, нели, новинар да бидам. Млад, надежен новинар, тоа ми беше и за тоа сум учел, нели. И во ноември месец, тоа беше април Цветници, а во ноември татко ми нуди друга песна. Ајде вика сними оваа песна. А песната беше Јано Јанинке. Јас не сакав да снимам, некако ме убеди, не биди, просто вика пробај. И така јас пробав Јано Јанинке, уште поголем, мега хит. И после тоа почнаа да ме бараат луѓето да пеам. Што беше исто така проблем, ја немав навика да пеам. Ама немаше веќе назад. Немаше назад. Јас ниту сум се спремал за пеач да бидам, ниту сум имал таква идеја. Меѓутоа, ете, некако почна и јас видов дека не е лошо. Не било лошо. И така, ете цели 30 и кусур години. Драго ми е што, ете, не се откажав. Не подклекнав на таа моја срамежливост и несигурност, туку собрав храброст и ајде излегов на сцена да пеам и не било лошо. И не ми е криво, доста прочитав низ светот, запознав нови земји, нови луѓе. И доправа ќе те чекаат, уште сигурно се и настапи и концерти. Може би не е се така лесно и розово како што изгледа, но не е ни тешко, не е ни далеко од лошо. Може би не е лесно, но вреди, дефинитивно вреди. Сите тие моменти кога е човек на сцена, кога ги слуша аплаузите, кога знае дека ја направил публиката задоволна и среќна. Ние, обично луѓето, мислиме за некои што ги гледаме на телевизија, овие спортисти, игра фудбал, овој му е животот песна, тие мега звезди што се... Меѓутоа, они сами знаат што се крие зад таа блескава сцена. Така, колку пот, колку труд. Откажување, напори, стресови, нервози, очекувања, притисок. Не е лесно. Баже, бидејќи емисијата... Мене ми се случуваше да идам со повредена нога на настапи. Не може да стоиш само за да не откажеш, затоа што луѓето те очекуваат таму. Одговорноста. Си се договорил некаде, урадиш. Па макар ќе седам на столче,
Така и на фестивал пеев еднаш. Тоа се сеќавам, На Столче, на впрочем, фестивал, на на Фолк Валандово. фестивал Ландово, Да. во бекстејџот, додека сите онака расположено си зборуваа, си подпивнуваа под нешто. Јас лежев таму, Ти да, лежеше и на сцена ти донесоа столче за да Стол, одбеш да. песната. Да. Висока столица, да седно не можев да стојам. Значи, не сум тип што откажува. Кога ќе ветам нешто, морам да го исполнам. Добро, тоа е одлика на професионалец. Да, имам одговорност. Па макар и болен сум, болен без глас тотално, морам да се појавам пред луѓето. Еднаш излегов и викам, сега ќе ве забавува Владо Калембер. Зашто таков ми беше гласот. Тоа е тоа. Баже, дали некогаш си играл игри на среќа? Па, Седно, сум дали играл, да. лото, седум, бинго, Не. грепки? Грепки не баш многу. Меѓутоа, сум одел во и како се вика тоа, игралници, игротеки Така, во обожувам казино, игротеки за возрастни. Сум одел во казино, онака, аматерски, релакс. Не толку заради играта, колку заради амбиентот и така. Заради Атмосферата, малку да осетиш. Одговорно играње, како што велат од државно. Па мора, ако не е одговорно, не е добро. Човек може да забега во тие и се случувало, луѓе забегувале. Меѓутоа, ете, од сите тие игри на среќа, значи спортска не сум играл никогаш, не знам како се игра. Овие грепки не сум играл, но едино што сум одел во казино. Сум влегол за забава. Така, сега, штом никогаш не си гревал грепки, еве го моментот кога прв пат ќе имаш можност да си ја пробаш среќата на грепки, и тоа урбан стил грепките на државна лотарија. Овие се еколошки, кои што зелени. нуда парични добивки и можност да добиеш еко мотор, еко скутер, кој што е еколошки, супер. бесшумен, многу практичен за градскиот метеж, да видиме што ќе одбереш и што ќе изгребеш. 3 исти пулиња значат добивка. Слободно одбери си. Точно сум Ова избрал значи мојата. со тактички некако. Па ги среќен гледаш. број ми е 7. Добро. Значи, ете го оправдувањето, токму на таа Кај се гребе се? Сега повели ова и почни да ги гребе зелените полиња. Да видиме дали ќе имаш 3 пулиња со ист износ. Ајде, второто поле да видиме, или не мора поред, како ти е тебе Да згодно. видиме, може ќе ги погодиме. Опа, ништо. 100 денари, 50 Ајде денари, да видиме овде. 100, Стотче. за сега се е различно. Немам среќа со игреме на среќа, а не се знае никогаш. Немај пред време да кажуваш сега, ќе видиме. Урбан. Урбан 1, тоа е за екомотор. Пак Урбан. 2, ама тоа е веќе со друг број. Ете уште 100 денари. И уште 2 пулиња ни Ова остана. што е? 50. 500 и 500 и 0, а 10.000. 10.000, но за жал Нема не за мене. добитна грепка за тебе, нема ништо кога е во прашање оваа грепка, ама затоа државна лотарија ти подарува уште неколку грепки, па може си ги некој од взеш, наредните. може тука се крие среќата. Благодарам. Повели. Во претходниот дел од разговорот го спомнавме твојот татко Мате Грујовски, од кој што ти го наследи и генот, и дарбата кон музиката, имаш двајца синови. Дали некој од нив го наследил тој музички? Па, за жал или за среќа, може би, ниједен од нив не го интересира музика. Едноставно, си одат по некој друг пат. А има милион патишта во животот. Секој, нека си го избере. Јас не сум ни вршил притисок, ниту сугестии. Тоа доаѓа спонтано. Ако они од гледање не посакале тоа да го прават, нешто ќе си го најде својот пат. Така е, треба да се почитува желбата на секого и секој да си се оствари, да си се пронајде на свој начин. Ги спомнавме и фестивалите, тоа се места каде што вие колегите со задоволство се дружите, настапувате, пеете. Фестивалите обично се место каде што
се раѓаат големи хитови, без разлика дали песните ќе бидат наградени или едноставно нема да бидат наградени, но публиката ќе ги препознае како квалитетна песна која што ќе стане со тек на времето хит, па и evergreen. Низ изминатите години си имал можност да во твоите раце да примиш еден куп награди. Па имало награди. Имало фестивали без награди, меѓутоа имало и со награди. Еве годинава се појавив на некои фестивали кои беа ревиални, од ревиален карактер. На Роза Фест, на Фолк Фест Владимирово. Не се сеќавам, мислам дека бев и на Валандово, да. Таму добив втора награда во дует со Василија Петрова, млада колешка, една убава балада. Така што и ова изминатата година не недостатнува фестивали. Так. Уште еден член од вашето семејство се занимава со музика, е помалку експониран од тебе, тоа е твојот брат. Да, брат ми Ташко е активен музичар, професионален, кој свири во афирмирани оркестри и така работеше едно време со Есма Реджепова, со големата Есма, одеше на турнеи повеќе години, а сега работи со оркестарот на Игор Димовски, Пауза за раке. Така што исто така е автор, компонира песни. Дури имам и јас испеано некои негови навистина преубави песни, балади. И така. Но ретки се моментите, ситуациите кога настапувате заедно. Па ретки се, да, затоа што тој работи во некој свој круг, јас сум во друг круг, некогаш не се спојуваат патиштата. Ете, бевме заедно на турнеја во Австралија. И тоа, инаку, сме работели на други некои. Беше басист на мојот концерт, јубилеен, универзална сала. И така, инаку, како што кажав, си работи во свој круг музичари, тој е специализиран за акустика, работи најмногу акустика и дури во своето студио работи најмногу тој стил музика акустична, со акустични инструменти. Како и да е, фолк музиката, народната песна, на двајцата ви го одбележува живот. Да, јас сум трајно определен за народна, македонска народна песна. Тоа ми е фах, тоа ме исполнува и тоа го сваќам како мисија, не само задоволство или екзистенција, туку сум го сватил како продолжување на една традиција која започнал татко ми. Традиција која имало пред татко ми, само што бил татко ми професионален музичар и порано кога во мојата фамилија имало луѓе кои пееле добро, например чичко ми на кого сум крстен јас, чичко ми покојно Блаже, исто пеел многу убаво. Ете, можеби јас ја продолжувам таа традиција и баш ми е драго што е така. Иако сме заприснати со многу влијанија, јас сум растен со апсолутно различна музика, со рок музика, па со джез, понатаму во младоста. Меѓутоа, си го најдов својот пат во македонската народна песна, која сум ја слушал уште од дете. Што уште, освен музиката и освен убавата македонска народна песна, е фактор среќа за тебе во секојдневниот живот? Па, јас сум по природа, како да кажем, јас имам вградено кај мене среќа. Мислам дека сум роден со тоа, иако животот не обкружува со 300 проблеми и луѓе кои не се баш најсреќни, меѓутоа јас балансирам, се надевам дека и пренесувам позитивна енергија на луѓето околу мене колку што можам. Некојаш се испразнувам сосема. Но мислам дека што ме прави среќен? Па секој ден што ќе се разбудам, тоа е среќа. Барем јас така го доживам животот. Не знам, другите луѓе како. Сепак тоа да, едноставните нешта и она што го имаме. Па не ми значи плюс-минус во материјални некои работи. Не сум обседнат со тие нешта, со успех, со прогрес нешта. Гледаме сега актуелно тоа, разни методи како да бидеш успешен вака, успешен онака, да се фокусираш на правење пари. Ја немам такви
мотиви, немам таква преокупација. Имаш Едноставно си го живеам животот. Што ќе уште ми еден доноси? квалитет за кој што можеби гледачите, сите оние што те гледат на музичката сцена или на ТВ екраните не се до крај свесни, но ние кои што те познаваме како човек, како колега, како соработник, сме имале многу пати можност да се увериме во тоа, а тоа е да бидеш медиатор, дури и во ситуации кога работите ќе станат напнати или има одредени несогласувања, ти никогаш не го губиш темпераментот и не дозволиш да те совлада нервоза. Секогаш ти си тој што ги смирува работите, што е еден извореден Јас сум квалитет. забележал доста пати во животот, сум се наоѓал у ситуација да бидам некој мост помеѓу две страни. Сум знаел да спојувам луѓе. И тоа ми е задоволство и некоја си споредна мисија можда, да не сум човек што може да скара некој, него гледам да ги смирам некои што се скарани. Особено некои што биле блиски што се скарале. Тоа е, мислам, навистина глупо. Луѓе што се блиски да се скараат, например, браќа, сестри. Добро, затоа си умилени меѓу колегите, а не само меѓу публиката. Колегите балансирам, јас имам одлично живеам со сите колеги. Со некој повеќе, некој помалку, зависи како те нанесува животот. Меѓутоа, уживам во друштво со мои колеги. Имаш ли неостварени жилби кога е во прашање твојата кариера? Неостварени жилби, па имам, да. Повеќе концертна работа. Ние сите одиме некаде на настапи, меѓутоа јас уживам во концерт. Кај што ќе бидам јас тоа. Да представам на публиката тоа што ја имам да го кажам, а на други настапи обично се представуваме со нешто што луѓето го сакаат да го чујат. Сепак мислам дека за еден естраден уметник концертот е број еден активност. Значи ли тоа дека во иднина треба да очекуваме и може да очекуваме дефинитивно. повторно? Мислам да се фокусирам повеќе на таа страна. Значи концертна работа, песни имам доволно, само треба да се промовираат и концерти. Тоа ми е неисполнета жилба, барем не толку колку што сум сакал јас. А дали остана некоја неостварена животна желба? Или веќе си во животна фаза кога чувствуваш дека си се остварил на Не, па во сите животот, полиња и барем јас сметам дека ништо не ми фали. Јас, како што кажав, немам некои високи претензии, материјални, ниту нешто. Нормален живот, едноставен живот. Знаеш ти, јас возиме, нели, стари коли. Сите ми велат дај сменија кола, зашто да сменам, добро ми. Значи немам некои фантазии за нешто. па и некои мудри глави рекле дека човек со колку му се помали очекувањата, толку посреќен. Па да, немам се што ми треба за нормален живот имам. Фала му на Бога и немам нешто на приватен план што би посакал. Имам многу пријатели, драги луѓе со кои се дружиме. Дури не можам да постигнам со сите да се видам. Така што ништо не ми фали. Може би сакалете да живеам на некој почисто место, почист воздух кај што има. Знаеме во Скопје. Па еве јас имам Како не решение и за тоа. Ако немаш можност да живееш на почист воздух, Ама не имаш можем- можност почесто да дојдеш на планина. Да. Како Да, никоја инаку не можам да ги преселам со солуција. мене и пријателите, значи. Ако е тука животот, тука ќе се гушиме сите и тоа е. Не, ќе одиме на планини и таму ќе дишаме планини, чист да. воздух и таму може да се пее, да се дружи. Па добро, фала му на Бога. Да се касне добро мес, да се пивне ништо. Растојание од Скопје имаме убава планина, има водно, има Скопска Црна Гора и други планини, така што може човек да дише чист воздух некаде. Бажа, јас ке ти посакам во оваа нова 2026 година да имаш уште повеќе слободно време за себе, за пријателите и за сите луѓе кои што сакаат да бидат дел од твојот живот и да се дружат, да те гледаме уште многу пати на фестивалските сцени, на концертните сцени, да ти биде и оваа 2026 исполнета со патувања, со настапи, со турнеи за еден убав ден да зборуваме и за 40 годишен јубилеј, па и за 50 ако даде Господ, затоа што навистина ја збогатуваш нашата музичка сцена со тие безвременски хитови со таа твоја убава. Еве, јас да се надоврзам да
ти посакам и од тебе исто во оваа година кога веќе влеговме, да освоиш нови планински врвови, што веќе го правиш. Многу успеси во работата, исто на сите гледачи, да им посакам се најубаво, да сте живи и здрави и весели и да се сакате меѓу себе и да се почитувате. Одлична порака за крај. Ти благодарам што одвои време денес да бидеш заедно со мене и со моите гледачи. Ќе продолжиме ние дружбата и позади камерите, а вие, почитувани, останете и понатаму во убаво расположение, слушајте македонска народна музика, играјте одговорно игри на среќа на Државна лотарија и не заборавајте и следната сабота во истиот термин да го очекувате новото издание на Фактор среќа. Имајте добра вечер и мирна ноќ.